Добар ден на сите. За мене како градоначалник на општина Куманово е голема чест што денеска го имаме во посета евроамбасадорот господинот Рокас. Ги искористив оваа прилика да го запознам воопшто за состојбите во општина Куманово, за нашето стопанство, развојот на новата индустријска развојна зона, соживотот, мултиетничкото општество кое што го креиравме, а уште поголемо задоволство што на негова иницијатива тој остварува средби и со членовите на Советот и со невладините организации и со повеќе целни групи, се со цел да се запознае подобро со состојбите во градот. Европската Унија е најголемиот донатор во историјата на општина Куманово. Општина Куманово има за цел да се трансформира и да стане реално еден европски град. Како граѓани, како општина силно го поддржуваме нашиот пат и полноправно членство во Европската Унија и се надеваме првенствено дека сите еднострано наметнати проблеми кои што доаѓаат за жал од страна и историјата се повторува, во иднина ќе бидат надминати и еден ден кумановчани ќе можат да бидат полноправно и во вистинска смисла на зборот граѓани на Европската Унија, бидејќи сите ние се чувствуваме европејци, родени сме во Европа и нашето место е во Европската Унија. Знам дека амбасадорот силно ја поддржува таа иницијатива и исто така заедно со неговиот тим дава несебичен допринос за реализирање на тие наши стратешки цели, како општина, така и како држава. Ви благодарам. Thank you very much, Mayor. I am very pleased to be today in the city of Kumanovo. Навистина имавме одлична размена на размислување со градоначалникот на Куманово, меѓутоа исто така и со општинскиот совет на Куманово. Навистина имаме многу жива дебата денеска, имајќи во предвид дека ова е денешна моја прва посета во Куманово, така да повеќе би сакал да ве сослушам вас како граѓани на Куманово, што имате да разменувате со мене како размислување, имајќи во предвид дека исто така Европската Унија има имплементиран голем број на проекти кои што се поврзани со клучни сфери за развојот на Куманово, кои што се поврзани со третирање на отпадните води, меѓутоа исто така за подобрување на квалитетот на воздухот, меѓутоа постои ред други можности кои што Европската Унија ги финансира за да можат да бидат реализирани во вашата општина и тука се разбира да не ја заборавиме геостратешката важност, тоест позиција на општина Куманово во средина на коридор 8 и 10, кои што се од стратешка и економска важност. Исто така за Европската Унија се разбира, значи можностите се тука, исто така ако се додаде на сето ова дека постои огромен моментум што се однесува на проширувањето на Европската Унија, така да мислам дека и како земја, меѓутоа и како општина, овој моментум кој што постои во контекст на проширувањето на Европската Унија треба да се зграпчи. Токму поради таа причина, мислам, дозволете ми уште еднаш да повторам дека треба сите да заедно, рака под рака, да работиме, граѓаните, ние Европската Унија, локалната администрација, градоначалникот, се со цел да го забрзиме спроведувањето на реформите кои што треба да се завршат во оваа земја.